Почитувани, предложениот ребаланс на буџетот не носи развој, не носи повисоки плати за работниците, не носи фискална стабилизација. Ребалансот на буџетот е уште едно признание за сите промашени економски политики и наместо да ги коригира, да ги промени, власта ги продолжува. Економијата ќе продолжи да тоне, доаѓа уште потежок и поскап живот за граѓаните. Овој ребаланс носи поголем дефицит, поголеми расходи, нови скапи поголеми долгови, повисока инфлација, а помал економски раст. Зголемувањето на дефицитот од 3% на 4,1% не е само лош економски сигнал, туку е директно одстапување од фискалните правила и отворена врата за нови скапи задолжувања врз грбот на народот. Јавниот долг е далеку од умерен и одржлив. За 2 години оваа влада создаде нов долг од 2,5 милиарди евра, со што го искачи нивото на јавниот долг на скоро 11 милиарди евра. Со ребалансот, домашното задолжување расте на 39 милиарди денари, а странското на 101 милиарда денари. Ова значи дека до крајот на годината јавниот долг ќе надмине 61,5% од БДП. Ова се долгови, милиарди, за кои товарот ќе го носат идните генерации. Фискалниот простор се стеснува, инфлацијата оди нагоре, а економскиот раст надолу. Власта свати дека и се недостижни ветените 3,8% економски раст, па направи надолна корекција за 3,1%. Значи Македонија не забрзува, туку забавува економски. Она што е уште позагрижувачко е нагорното ревидирање на инфлацијата од 2,5 на 4,5%. И ова признание е дека владата очекува цените уште повеќе да растат, што значи поскапа храна, повисоки сметки, поскап живот. Помала вредност на платите и пензиите, помала куповна моќ. Премиерот, наместо да превземе конкретни мерки, тој вели во 4 очи со компаниите ќе ги решавал високите цени. Тоа не е државна политика, тоа е манипулација и замајување на јавноста. Нема конкретна политика, ниту мерки за намалување на цените. Вистинското лице на овај ребаланс се гледа таму каде што владата одлучила да крати. Во сред сезона на пожари се кратат средства во програмата А2 на Министерството за одбрана. Односно, парите за противпожарна заштита и тоа од 1 милиарда се намалуваат на 770 милиони денари. И замислете, ова се случува во период кога веќе почнаа пожарите. Еве има активни пожари во Штип, Македонски Брод и на други места. Владата, која секој ден зборува за демографија, а со своите политики ги брка младите од земјата, со ребалансот покажа дека тоа било само лажен пиар. Кратат од средства за демографски политики и програми за младите од 71 милион денар остануваат само 21 милион денари. Бизнисот повторно ќе ја плаќа цената на неспособното управување со јавните финансии. Поддршката на инвестиции се крати за 200 милиони денари. За социјално ранливите граѓани нема доволно пари. Во делот за надоместоци и права од социјална заштита ќе фалат уште 3 милиарди за да се сервисираат сите обврски. Кај заштитните друштва кои вработуваат инвалиди фалат плюс уште 500 милиони. Затоа што предвидените 300 милиони денари што се додадени ќе се искористат за исплата од цела 2025 година. За оваа година нема да има пари.
Капиталните инвестиции во детска заштита се намалуваат од 79 на 29 милиони денари. Исплатата на пензиите е ставена во ризик. Не се зголемени парите што се исплаќаат од МТСП кон ПИОМ, фалат 10 милиарди денари за до крај на годината. СДСМ нема да поддржи ваков ребаланс, кој значи само нови долгови и поголема сиромаштија. Имаме и конкретни амандмани. Во делот на социјалната политика со нашите амандмани предлагаме зголемување на правото на попреченост и посебниот додаток за деца со попреченост. Повеќе пари во буџетот за социјалните услуги, за да нема застој во исплатите кои доцнат и по неколку месеци. Предлагаме обезбедување пари за прифатилишта на жртви за семејно насилство, бидејќи ништо не е предвидено. Зголемување на парите за демографските политики и за младите, обезбедување пари за Националниот сојуз на борци од НОАВМ и граѓаните поддржувачи. Во делот на здравството со нашите амандмани бараме повеќе пари за опрема која што не е неопходна за навремена дијагностика и достапна здравствена заштита на сите граѓани. Во образованието обезбедување средства за обука на наставници во училишта и вработени во Бирото за развој на образование, за студентски оброк, ученички оброк, санација на училишта, блок дотации во основно и средно образование. Во Министерството за одбрана повеќе пари за плати во одбраната, за пожарникарите, во земјоделството повеќе пари за поддршка за секторот и за интервентниот фонд. Владата може да се откаже од луксузот свој и од огромните трошења и да пренамени пари за граѓаните, за стопанството. Граѓаните заслужуваат влада што ќе инвестира во нивната иднина, а не влада што секој месец ги задолжува за да ги покрива сопствените промашувања.